Продолжуваме со отвореното студио. Пред да почнеме со нашиот разговор посветен на Денот на белиот стап, односно проблемите на слепите лица во Македонија, кратко за најновите информации. Грчки Катемирини јавува дека шефот на грчката дипломатија Кодзијас поднел оставка поради вчерашната расправа која тој е имал со министерот за одбрана Каменос, а и од чија страна бил обвинет за злоупотреба на фондови на Министерството за надворешни работи, како и за тоа дека Кодзијас соработувал наводно со Сорос. Кодзијас, како што пишува Катемирини, бил луд што Ципрас не застанал во негова одбрана, односно не го одбранил од ваквите напади кои според Кодзијас биле клевети изнесени од страна на неговиот колега Каменос. Нема информација дали премиерот Ципрас ја прифатил понудената оставка од шефот на дипломатијата Кодзијас. Ацо, друго што имаме? Во Грција има проблеми околу владата, како и кај нас. Во текот на вечерта ќе имаме уште за тоа што се случува во собрание и дали преспанскиот договор, односно измените во уставот ќе ни успеат или не. Но денеска напладне во владата директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека во државава е расширен тигрест комарец. Тој пренесува многу вируси, предизвикува епидемии. Актуелна беше минатата година во Србија, пренесе западно-нилската треска, која што, знаете, имаше повеќе смртни случаи, но повеќе за тоа Кристина Атовска, која е тука во студиото, ќе ни објасни што каже директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Така, добар ден и од мене. Кабранов, освен директорот Зоран Атанасов, на пресконференцијата присуствуваше и доктор Жарко Караджовски. Тие двајцата заедно објаснија дека на почетокот на овој месец ги добиле резултатите според кој азискиот тигрест комарец, освен во Валандово, сега е проширен и во Дојран и Скопје, и веќе е формирана превентивна работна група со која раководат токму директорот Зоран Атанасов, како и министерот за здравство Венко Филипче. Тие најавија дека ќе означат целата територија на Република Македонија, бидејќи вакви мерни единици се уште нема во западниот дел, а откако тоа ќе се случи, ќе имаме детална слика за тоа каде се е развиен овој комарец. Меѓутоа, она што го напомена е дека не постои сега простор за паника. Изјавија дека во овој период од годината, односно на вака ниски температури, воопшто и не може да се размножува било каква болест, ниту пак да се пренесува. Сепак, она што е најзначајно е дека треба да се изврши дератизација и дезинсекција, а во март превентивно, односно навремено да се почне со прскање, и тоа, како што рекоа, ќе биде потребно да се направи со малку појаки хемиски препарати за да има полн ефект. Не знам колку владата не смирува, но ова како тема веројатно ќе треба да се следи, бидејќи воопшто не звучи наивно. Крис, ти благодарам. Сега да преминуваме на темата на овој сегмент од отвореното студио, посветена на 15 октомври, со мало задоснување, се разбира Денот на белиот стап и правата и проблемите на слепите лица во Македонија. Наши гости се Коце Димов и господинот Александар Галевски, кој е председател на Сојузот на слепите лица. За почеток, многу протоколарно, ако може така кажам, беше одбележан овој ден во понеделникот од страна на медиумите, па јас и колегата Ацо решивме да ве поканиме во студиото да добиеме од вас по-конкретни информации кои се проблемите со кои се соочуваат слепите лица денеска во Македонија во нивното секојдневие, колку институциите водат грижа за тоа и како и што да се прави за да и на овие луѓе во општеството им се олесни животот, да ги добијат правата и да бидат рамноправни граѓани, онака како што е тоа предвидено во уставот. Од вас да почнеме. Добар ден. Поздрав до вашите гледачи. Драго ми е што избегавме тој протокол, бидејќи кај нас обично се држиме за некакви протоколи. Ова е емисија во живо и ќе можеме да ги стакнеме проблемите. Значи, најчесто 15 октомври во изминатиот период се обележуваше со некоја пресконференција одржана во просториите на Сојузот на слепите, каде што ние
се хвалисавме со одредени достигнувања или плачевме на собствениот гроб кога нешто не ни штимаше. Годинава или уназад 2-3 години решивме дека тоа ниту дава некакви резултати, ниту може нешто да ублажи и да помогне во целата овој работа. Така да решивме да тоа чествување, сите ни го честитаат денот, ја им благодарам, ама не треба да ни го честитаат денот, треба да го чествуваме денот и као човек кој што не гледа, посакувам 15 октомври да биде секој ден. Она што нас не се случува со нашите драги господи 8 март, еден ден во годината и потоа нема ништо. На истото следуваме и сега. Значи, проблемите со кои што се чуваме се секојдневни и од многу различна природа. И ќе ни требаат, веројатно, не знам колку емисии, за да можеме сите да ги елаборираме. Ако земете во обзир дека во рамки на Сојузот членуваат околу 2500 луѓе, тоа е таа бројка на тоа е таа бројка на слепи лица, регистрирани во рамки членови. Во државата сигурно нешто повеќе, значи постојат некои светски рамки каде што 0,5% од популацијата има оштетување на видот. Кај нас тоа нешто повеќе, во принцип мислам дека ние според некои наши офталмолози имаме некој афрички просек на слепил кај што се ослепува од мува ЦЦ и не знам уште од што. Кај нас веројатно се ослепува од некои други причини, законски, незаконски, не знам какви, нема да зборуваме за тоа сега. Да. Значи, проблемите кои што се соочуваат во секојдневието слепите, можеме да кажеме дека се у принцип околу 25.000. Секој човек има по 10 проблеми. Меѓутоа, во основа, а ние генерално ги следуваме на два. Проблемот на читање и пишување и проблемот на движење. Овој првиот во цел свет е решен целосно. Кај нас во Македонија се импровизира, бидејќи Македонија се уште нема свој собствен синтетизатор на говор на македонски јазик, што теоретски представува внесување на компјутерот во школите за слепи, во нормалните школи за слепи, каде што слепите се интегрирани и така натаму. Втората работа, проблемот на движење. Значи, нашата влада во основа на синтезаторот, претходната влада издвои некои 20.000 евра, се стигна до тамо до кај што се стигна, меѓутоа јас одговорно тврдам дека да имавме ние во даденото време и најдобар синтетизатор. Ако програмски немаме овој одржлив развој на тој проект, ако владата секоја година не издвојува одредени средства, тој проект сам за себе ќе умре во однос на Господине Димов, како председател на Сојузот, на спортската федерација. Вие сте, му се обраќам на господинот Димов. Галевски си извинувам, да, Александар Галевски сте вие сте Димов, вие сте координатор на вашите членови, што велат, како изгледа со слепите лица да минете улица, дојдете во продавница, да влезете во автобус, например. Некои работи кои институциите би требало да поведат внимание. Пред малку ги слушав двајцата како разговараат и си принесуваат искуство. Галевски рече дека негде и трамвајот застанува за да помине. Во некој од светските држави, да. Кај нас, богами, и на тротоарот не сме сигурни. И на тротоарот не сме сигурни затоа што како прво, извинете, сакав да ви се заблагодарам за вашата покана и што ви теклела ваков начин да го одбележите 15 септември, Тоа е должност, тоа е 15 октомври, светскиот ден на белиот стап. Мислам дека тоа се еден од најгорливите проблеми, слободата на движење на некој човек да биде спречена, да не може слободно да се движи. Поготово со тоа што левањето дактилни патеки по кои можат слободно слепите лица да се движат. Небезбедноста на тротоарите, поставувањето на билбордите на секое место и тоа пречи, каде што ќе им текне. Значи треба да има одреден простор каде тоа би се... Автобусите на јавното градско предпријатие имаат ли звучна некаква сигнализација? Ваму на оваа станица сте, ваму сте... Имаат звучна сигнализација, ама колку од сето тоа се користи,
Можам да кажам дека Вие го користите? го користам, да, ама на сите релации голема тоа. Реално голема. Тоа зависи од шоферот, дали сака да го вклучи или не. Да, и јас ке се обидам да го објаснам, ајде вака. 89-та бевме со градоначалникот на град Скопје. 99-та? 89-та. А 89-та? Да, со Југослав, мислам Тодоровски, дека се викаш, ако не се лажам, градоначалник на Скопје, бевме во Нинберг, во збратимениот град, предводени од градоначалникот, група на инвалиди, враќајќи се назад од Михен за Скопје, со некоја деца деветка, не знам каква на јад, седеше до мене човекот и ме праша: добро коце, зашто во Германија има толку инвалиди во Нинберг, а во Македонија нема ич? И јас му велам, градоначалниче, ние нашите инвалиди ги држиме у куќен притвор. Да. Единствен услов за да го исполниме тоа е полицаец пред вратата. Значи, она што го прашавте, ова само која една илустрација, ова што го прашавте господин Таце. Значи, ние во соработка Сојуз на слепи на град Скопје, во соработка со градското јавно сообраќајно предпријатие изготвивме и програма, значи и го премивме автобусите така натаму. И се на крајот на криштата, во оној момент кога сме ги дале парите, сме ги потрошиле за тој систем функционира и тестиран, нема грешки, значи све работи. Се доведуваме до она што се вели волја на еден човек. Волја на возач кој што го вози автобусот и кој што смета дека тоа ќе го замара во изминатите 5-6 сати додека го вози автобусот и така натаму. И јас многу често се прашувам, ни имам прилика да патувам по светот, ама нема се држам за светот, ке се држам за Софија и за Белград, нашите најблиски соседи. И веројатно нивните шофери или возачи на градски автобуси се вундеркиндови, не знам, некои какви луѓе, па сето тоа можат да го издржат. Дури во одредени земји, како што е Маđарска, например, кога сум бил, самиот возач го најавува тоа. Кај нас е тоа испрограмирано, снимено, компјутерот ве води. Значи, само треба копча се стисне. Па треба да го пуштите системот. Дали е копче, дали кога се пали автобусот, тоа системот не знае како. Му треба добра волја на возачот, ја така велам. Што правите со учебници и со луѓе што сакаат да учат, деца што одат во школа? Значи, јас сум вработен на Национална универзитетска библиотека, како вработен, што правим? До сега во Република Македонија имавме два проекта. Едниот е околу 2000 година, едниот е сега, пред 2 години. Со помош на странска донација ние успеаме и нешто да отпечатиме на Браево. Со помош на странска донација, да, не се пари од буџет. Кои некои би требало да следуваат до сега Република Македонија нема инвестирано во ниеден учебник и Министерството за образование нема инвестирано. Што ни се случува нас? Значи, печатењето на Браево учебници се едно скапа работа. И тамам ние кога ќе успееме да ги отпечатаме, нивки им текне и ќе сменат програмата. И ние остануваме без учебни. Значи, 2000 година работев 2 години на проект финансиран од ФАРЕ, лично јас. Успеавме да ги испечатаме сите учебници за основно образование од прво до 8 оделение. Умеѓувремено се смени програмата, па не знам, цар Самуил не е цар, не знам што е, по историјата веројатно го смениле нешто, не знам што ќе биде. Ја се коригира тој дел, ако е промена... Не, тешко, значи ако вие издадете нов учебник, проблем е дека тој нов учебник треба одново да го изработите. И проблем е нешто друго, значи ние не успеавме за овој период од некои 40-50 години да убедиме оваа држава дека и слепите имаат право на бесплатни учебници кои што имаат сечуваните луѓе. Проблем е тоа што ние ќе добиеме пари за проект. Во момент ќе ни се случи тоа со персонални асистенти, ама за тоа подоцна ќе зборувам. Значи, во момент додека трае проектот, нашата држава, владата, институциите на оваа власт, треба да најдат начин и форма како тоа да го внесат во системот. Доколку тоа не се случи, вас ќе ви се случи еврејската клетва да имате, па да немате. Пак испадне некој ќе каже ова историја што учевме до сега не важи, ќе направиме нова историја. И на тој начин степите ќе останат. Или да учат некоја погрешна историја од претходно, или нема да учат. Како е да децата, Александар, на членовите на Сојузот, кои можеби имаат деца со истиот хендикеп, како се стојаат тие деца во школа? Какви се условите за нив? Основно образование, средно образование? Па и високо. Условите се доста тешки.
Како учат тие деца? Учат со помош на своите родители. Пошто нема доволен број на учебници или информации, така да ливните родители се врзали да им читаат или да пишуваат домашно заедно со ливните деца. Врзани се, значи... Врзани се 24/7. Значи, пак ќе се навратам ние... Како сојуз, која е комуникацијата со институциите на системот кои се одговорни во случајот кој треба, чија должност е по уставот да обезбедат рамноправност на секој граѓанин во Република Македонија? Ние се обидуваме колку можеме уставот. Ние се обидуваме колку можеме до одредени институции во државава да сугерираме каде сето тоа треба да се поправи и да се направи така правилно како што треба, за да можат самите деца да се образуваат на овој начин. Не само за децата. Не, зборам општо за сите. Зборуваме ако е проблем јавно ЈСП, одговорен има град Скопје. Ако се работи за Министерство за образование, за учебниците постои Министерство за образование. И ред други институции кои имаат... Се реагира до сите институции на соодветен начин, така како што треба. Ајде да пробаме. Значи, генерално, во најдобар дел на случаи зависи од добрата волја на некој предпоставен платен државен службеник и така натаму и така натаму. Значи, таа амплитуда е со променлив карактер. Некој пат има огромно разбирање, некој пат разговараме ко слепи глув. А меѓу слепи и глуви нема контакт и тешко се востапува контактот. Во овој последен период на најниски гранки ние во одредени сектори најчесто нас ќе не препорачат и као ресорно министерство ни го даваат ресорот на труд и социјална политика. И ја реално ве прашам сега вас и гледачите, зашто оваа држава формирала 5-16 министерства, па имате Министерство за образование, па Министерство за правда, па Министерство за труд, Агенција за спорт и не знам уште кои други министерства, ако за нас инвалидите и без тоа дали се однесува правото или потребата од правда, секој пат не шутираат и не носат у труд. Вие сте за тамо, они ви се ресорни, па вие бркајте си работа. Како они ви се... Одите ли, например, во ЈСП да разговарате дека шоферот во ЈСП не го вклучува системот кој треба да ви помогне на која станица се дојдат? Од наша страна е тоа повеќе пат алармирано. Луѓето во ЈСП беа многу коректни, го изработиме проектот и сега... Лицензирано со странски пари или домашни пари? Не знам. Не би знаел, ЈСП го финансираше проектот, значи не сум случајни пари, не сакам да шпекулирам. На крајот сега се сведуваме, дигаат рамења, возачите не го уклучуваат. Што да правиме сега, тоа е тоа. Меѓутоа, ЈСП е битен проект. А имате многу побитни други проекти во животот кои што треба да ги реализирате. И ако, еве ја ќе ви кажам, според правилникот на Фондот за здравство, слепите као тифлотехничко помагало, или тоа е као дефиниција за вашите гледачи, тоа е технички уред или средство кој што може да им го олесни или да им го реши проблемот на слепите со кој што се чува, дали е тоа проблем на читање и така натаму. Нашиот фонд за здравство признаа само едно бело стапче. Ја морално и материјално ви тврдам дека во изминатите 60 години самосталност на Македонија, 70 колку се од 46 до сега, ни еден слеп не го добил. Бел слеп не добил. Не добил од Министерството, од Фондот за здравство, него тоа го правиме со странски донации и така натаму и ги имаме во овој момент. Му благодарам на АХАМ, тоа е една хуманитарна организација од Австралија која што ни даде 4-5 па имаме уште резерви. И не дај Боже ако тоа го изгубите или не дај Боже ви го скрши некој несовесен воджат, вие сте за никаде. Фондот за здравство покрива, например, инвалидска количка за човек кој што не може да оди. И апсолутно го поддржувам. Ама не покрива ниту читач на екран, ниту синтетизатор на говор
за слепите да можат нормално да пратат интернет содржини, да Тоа е читат веројатно вестници на и така Министерството натаму. за образование или на Не, тоа е Министерството за на информатика? Фондот за здравство, бидејќи Зошто? ако количката ви служи да се движите, компјутерот ви служи да читате. Ама имаме Сите вие Министерство за читате со информација очите, за тоа. не, сите вие читате со очите. Значи, ако не ви одат нозете, вие користите количка. Добро, се Ако не ви гледат очите, вие користите, читаш на екран. Така. Значи, тоа е исто така ортопедско помагало. И до оној момент додека ние не се убедиме дека е тоа така, имате уште еден парадокс. Ја ви тврдам дека сите диабетичари во Македонија добиват бесплатни апарати за мерење на шекер и инсулин, само слепите не добиваат, бидејќи Што не добиваат инсулин? не апарати за мерење апарати за мерење нивни шекер. помагала кои им се неопходни за Ние нивниот преку нормален живот. Министерството во изминатиот период од некој пред 2 години добивавме некоја сума од 500.000 денари и сами си ги купувавме тие преку труд и социјална политика, сами си ги купувавме тие апарати и така натаму, за да во овој момент тие пари не се укинат. И ние не можеме да ги набавиме тие апарати. Се укинуваат со идеја дека е тоа неправилно распоредено и ја искрено го делам неговото мислење. Да, неправилно распоредено и ќе ви кажам зошто. Ако ние добиеме 5 апарати во годината, а треба да поделиме на 500 луѓе, првите 5 ќе бидат задоволни, а вторите 495 ќе бидат незадоволни. И Добро. нормално е тоа. Бидејќи немаме уште многу време да ве прашам, сакам од ова што го кажувате, лесно е да се констатира дека вие сте на известен начин граѓанин од втор ред, на кои им се укинати многу од правата кои им следуваат согласно уставот и законите. Која е вашата стратегија како Сојуз, ви се обраќам вас, Александар, што планирате да направите во врска со ова? Сакаме да можеме да се подигне свеста кај граѓаните како прво од една страна да не ги паркираат колите на непотребните места. Тоа ли е први и единствен основ за нашето слободно движење. Втора работа е, мислам дека кога се прават тротоарите да се постават Тоа попреченоста при движењето. Да килните пари. Дали имате некаква редовна, да воспоставите некаква редовен постојан канал за редовна комуникација со институциите на државата, на локалната управа. Ќе пробам ја, пошто сум малку постар, значи Аце вака малку го испаја дека е запоставен. Јас сум пошто повеќе за Националната федерација за спорт на слепите. Ја живеев во една некоја друга држава од која што поголемиот дел помлади сограѓани се ето, не многу почитуваат, значи ние не треба да измислиме топла вода. Треба само да го примениме системот кој што го имавме на социјална заштита во бивша Југославија. Тој беше одличен. Ако сега збориме за некаква дискриминација, тогаш можеме да збориме за позитивна дискриминација. Меѓутоа, никаде во светот позитивната дискриминација не се смета за нешто лошо. Сојузот како сојуз е немоќен да го реши проблемот. Сојузот има една основна функција да проблемот го истакне пред институциите на власта, пред органите и телата на власта. А самите ресорни министерства се тие кои што можат да го решат. И најчесто нашите институции сакаат да се сликаат, да видат колку сме убави и денеска ме нашминка, валјда сум убав. И на крајот на крештата бенефитот е многу важен, не заради мене. Јас својот живот го истуркав, бев среќен да живеам во таа Југославија. Меѓутоа имаме деца кои што се по 2, по 3, по 5, по 10 години и така натаму. Ние ќе спомнеме проект инклузивно образование. И јас тој го поддржувам. Меѓутоа со одредени предуслови, со створени техничко-технолошки услови. Нашите деца во инклузивното образование во момент се деца пратени на Сремски фронт. Зборувате за децата кои имаат слепи. Да, па не само. Да, апсолутно. Значи, ние сме ги пратиле да бидат, ајде, 3 точки ќе останат. Што се случува со нив? Па ништо не се случува, ќе направиме дупли инвалиди, значи, освен тоа што не гледаат, ги направиме да не бидат способни во система. Значи, за да може едно
слепо дете редовно се интегрира во образованието и јас сум еден интегриран и многу како мене. Во момент кога во таа Југославија не постоја закони за интеграција, ама нас никој не забрануваше тој што имаше можност да се интегрира. Значи мора сватите одредени неколку техники да што владате. Значи прво описменување на брајево писмо. Бидејќи секој слеп човек е потенцијален и оној што има оштетен вид, потенцијално е да го изгуби видот. И вие после 45 години сите ставате научени и не гледате добро. А овие се уште повише изложени. Втората работа. Треба се научат други техники. Техника на ехолокатор, техника на белстап, техника на ориентација во простор, микро, макро и така натаму и така натаму. И откога сето тоа ќе го совладате до некој свој 14-15. А има ли луѓе, простите што ме прекинувам, што тие техники ги обучуваат? Македонија за жал се уште нема дипломиран. И каде се обучуваат? Дипломиран парапетолог. На наше барање Министерството за труд и социјална политика во претходната влада обека дека ќе прати двајца луѓе на специализација во Канада. И ги пратиле? Па не ги прати заради тоа што се деси, некои работи што се деси и така натаму. Што тоа се случи толку? Падна владата или што? Па сите ние знаеме што се случи, нема потреба да поместуваме на овој аудиториум. И вие и јас доволно знаеме, меѓутоа Не околу обуката во Канада. Па баш тоа, се смени владата, исто ќе промениме капата, пу не важи. Па не побаравте ли од оваа влада да се реализира тоа? За да може да побараме, некој треба да сака да разговара. А вие сте побарале прием? Ние бараме и сега прием, актуелно е сега, молиме одма, кај сите. Кај сите, од премиер до сите. Премиерот не прими 2 пати на брзина, со Министерството за труд и социјална политика разговараме, Министерството за образование се уште не примило, Фондот за здравство не прима 5 години и така натаму и така. Како Сојуз не прима? Да. Не, Консилиумот нема потреба, значи има Сојузот потреба. Сојузот има потреба. И за крај сакам само да ве прашам, добро, луѓето со оштетен вид, слепите, за вработување, претпоставувам е лимитирано каде може да се вработат и што се вработуваат ли, каде работат, по институциите ли? Како е таа бариера? Бариерата е огромна и непремостлива. Претходната влада на ВМРО донесе еден закон со кој што требаше да вработи околу 300 инвалиди и не ги вработи 300, вработи дека што вработи и така натаму и така натаму. Се субвенционира предпријатија за да имаше некои имаме позитивни. Ама и условите не се баш како што треба. Има секаде. Значи ја ви тврдам, ако ние рачунаме дека детето ќе умре, тоа не треба да се роди. Бидејќи мора да умре еден ден. Значи оваа држава ја немам никаков бенефит од тоа што ако на некој што нема да вработи инвалид, ќе оказни со 1000, со 2 и со 5000 евра. Тоа мене не ми значи ништо. Ја ќе останам гладен. Значи, најважно од све е со помош на јавните медиуми да успееме да го подигнеме гласот, да успееме да го подигнеме јавното мислење кај овој народ, кај нашите политичари така натаму. Она што Кавранов претходно ме праша, во изминатиот период, да, беше и тешко вработувањето, и лепезата на занимање беше ограничена. Сега со помош на техничко-технолошките напредоци кои што ги има во Република Македонија, значи лепезата на занимање се проширува. Ние ако направиме еден наш собствен синтетизатор, на интернет нема бариера меѓу мене и вас да се допишуваме и да работиме и така натаму и така натаму. Значи, техниката не може во целост да го реши проблемот, али може во добар дел да го направи. Добрата волја и политичка волја мора да завршиме тука, бидејќи наред се вестите, ако може да резимираме, вие имате отворено барање до сите институции кои треба да им помогнат, бидејќи според уставот сите граѓани на оваа држава се равноправни. Благодариме што бевте гости во. Благодариме на вашата покана. Следат реклами па вести.